Државата не би требало да отпишува долгови за струја. Меѓу нас најголемиот дел се редовни плаќачи. Вака генерално размислуваат граѓаните откако премиерот Заев најави отпис на долг од 110 милиони евра на 200.000 семејства и граѓани. За тој што не платил може да е добро, ама пример кога јас што платим редовно, мене ми е криво. Си има сиромав народ, нека им се даде малце. Од друга страна, од морален аспект, дали тие луѓе ќе ги мотивира едниот пат повторно да не плаќаат? Тие не се против да им се помогне на посиромашните, но велат не на овој начин. Треба да знаете кои се должниците. Тоа е од 2001 па до 2006. Добро ли е што се отпишува? Не е добро. Тоа не е добро. Они се бореа против оваа држава и сега да им го отпишеш долгот, малце тешко. Прават такви финти за према народот. Значи тоа до 2006 колку што знам јас, што им опростува долгот. А зошто од 2006 навака не ги простува? Зашто има друг газда од 2006 навака. На едни отпишува, а оди тоа на терет на другите. Сепак ако има социјални случаи, треба на друг начин да се наоѓа решение, а не на пишување на долгови. Владиниот портпарол вчера за Алфа објасни дека не постои конкретна анализа за тоа како се дошло до бројка од 200.000 семејства, од кои делови на Македонија се луѓето кои би биле опфатени со мерката. Недостасуваат аргументи, нејасно име и на експертите. Како ова би се извело ако конкретна и сеопфатна проценка нема? Конкретно може да се збори за некоја мерка, текст која ќе има образложение на истата и која ќе се видат реално изворите за финансирање на таквата мерка. Се до тогаш останува во сферата на спекулации што и како и поради што се применува ваквата мерка. У Македонија политиката у последните 15 години често се користи со мерки кои се на прв поглед привлечни на поголемиот број на граѓани и од тука ништо нема за мене изненадувачки. Остануваат дилемите како е можно да се отпишуваат долгови на лица кај кои веќе се активирани извршители, кои ќе ги плаќа судските трошоци. Дилемите без одговори во овој момент звучат само популистички. Вака размислуваат граѓаните кои иронично дури се шегуваат на социјалните мрежи. Напукавме буџет 4 милиарди и сега пред избори ќе си играме до мраз. Поради вакво нешто се случи 24 декември, да потсетам. Тие што пиштевте сега молчите како риби, изборите за ланскиот снег. Сега ова наместо подкупување на гласачи се вика враќање на парите кај народот. Во меѓувреме од компаниите Елем и Евана, кај кои според власта постои волја ова да се изведе, официјален став како тоа би се реализирало нема.